25 милиони евра е новиот оперативен план за активни мерки за вработување, со кој ќе бидат опфатени 10.279 лица. Новиот оперативен план ќе обезбеди подршка за креирање нови работни места, зголемување на вработливоста во државата, пред се на младите, долгорочно невработени и корисници на социјална заштита. За прв пат се обидуваме да не преку специјални мерки или програми, туку преку оперативен план кој што Министерството за труд и социјална политика директно таргетираме тоа што е последица од пандемијата. Вториот принцип, принципот на диверситет и инклузивност, кој ќе обезбеди правишна и адекватна застапеност по различна основа. И третиот принцип, односно принципот на обезбедување и поттикнување на рамномерен регионален развој. Министерката за труд и социјална политика презентираше дел од мерките кои се опфатени во планот за вработување. Преку мерката економија на грижа, односно обука и вработување на лицата за услуги за грижа во заедницата, за лица со попреченост и лица со хронична болест во заедницата, обезбедуваме обука за невработени лица, за стекнување на стручни квалификации и вештини. Мерката практиканство ќе опфати 1413 невработени лица до 34 годишна возраст кај работодавачи од приватен сектор, меѓутоа и од граѓанските организации. Со цел овој оперативен план да одговори на потребите на пазарот на трудот, Агенцијата за вработување направи анализа за негова имплементација. Според Агенцијата, најбарана мерка е самовработување. Програмата самовработување ова година ќе овозможи поддршка за 1762 невработени лица да отворат сопствен бизнис и да станат претприемачи. Висината на финансиската поддршка изнесува 307.500 денари или до 615.000 денари, доколку се основа правен субјект од два содружника. Од оперативниот план за минатата година се реализирани 84,5% од планираните активности. Со предвидените 20,6 милиони евра беа опфатени 10.953 лица.